Добро вечер, мои драги пријатели и браќа по крв, што се однесува нели до позитивната енергија и желбата да ја задржиме вака масовно насмевката на нашите лица во овие никакви, би рекол, тмурни времиња. Не успева тоа некако и полесно ни е, затоа што ви имаме вас, но ги имаме и нив, што значи понатаму сме заедно со минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, додека партнерите ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, вкусните меснати и совомеснати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн, производите на Арис, кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина, што е нели многу важно за здравјето на секој еден од нас, и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, секако ако ги посетите. Велат мајката, здравството демек ни било за никаде. Абе, не е точно. Не признавам и велам не е точно. Па бев јас на лекар. Бев на лекар и супер си поминав. Сестрата беше прва лига. Прва лига. Изгледав онака убаво од глава до петици и назад, да, иако немаше многу што да се види, нели? Мислам на гардеробата, онака убаво ја изгледав, ја измркав и на крај реков, види, да ти кажам, јас би сакал да бидеме нешто повеќе од пријатели, ако може. Ме погледна таа онака заводливо, нели, и рече може, зашто да не? Еве, може да бидеме, например, роднини. Ајде, реков, можеме, зашто не можеме, додека окото ми се полнеше со една солза што секако не беше радосница. Можеме, вела, можеме, па нели, ти си сестра, можеме. И сестрите, знаете, ако ви рече дека од секогаш сакал да има токму таква сестра, ве лаже. Ве лаже, во очи ве гледа и ве лаже. Добро, може би не баш во очи, повеќе гледа подолу во деколте, ама лаже сигурно. И така, јас гледајќи некаде таму подолу во деколтето, ке заборавив и зошто сум дојден да не ме праша едно време докторот, абе шо ти е тебе? Не сум арен, велам, добро, да знам дека не си арен, кај мене арни не идат, ама шо ти е конкретно? Шо ми е? Ме боли. Кај те боли? Кај те боли? Кај не ме боли? Кај не ме боли? Секаде ме боли. Аха, па тогаш, еве ти од овие таблети, бе. Аха, од овие? А зашо се? Зашо не се? Ето и ние тука што сме, зашо уште не сме, ама за ова што следи најпоеќе сме. Да, токму ова што ќе го гледате и вечерва во Нема видиш. Ти што си постар, тој си бољи. Море? Ти си, бре, животињо креат. Како дете не можев да се надпреварувам, затоа што не ги исполнував годините, но секогаш ми даваа да отпеам една песна и нормално јас бев тој кој што пееше само народно, убави стари македонски песни. Мислиш по жицу оди, а он са с главу бандеру удара. Кажуе фин тебе од време на цара Самуила. Много поганци, глусци покрај тие твои овце по цел двор, идем натамнам, у куќу ти се муав. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. После одној синоќе, ја цел да не искачам, нигде не иду. Конечно, и ја после толку години брак да добiju комплимент од моја женичко. Ајде, море, што ти кажа? Што ми кажа? Она ми стално свашта изнакаже и тој не ни први пат, ни последни пат. Овој пат ми вика, ти што си постар, тој си бољи. Море? Ти си, бре, животињо креат. Животиња, нема грешка, ајде. Море, ке има грешка. Зашто? Па затој што спију како мечка, харчу како лав и прду како вепар. Ау. Животиња.
Шибаме ние и понатаму со Нема Љутиш, а меѓу другите содржини, нормално дојдовме и до онаа која ви е омилена. Наш гостин вечерва, ексклузивно во Нема Љутиш, Јордан Митев. Добро вечер, добре дојде кај нас, Јордан. Добро вечер, добро ве најдов. Чести задоволство ми е што сум ваш гостин и поздрав до сите ваши гледачи. Море, ние те најдовме, тебе, двај. Од кога сакаме да ни гостуваш, некако контакти сега, ја сум толку модерен, вика, дај бе на Инстаграм ќе го најдеме човекот таму се сити. Да. Мислам, лесно се најдовме и брзо реагиравме, брзо се договоривме. Да. Најекспресно, пофлексибилно. Јас обично не ги оставам работите да многу да се долго лекува, така да реков ајде да ја завршиме. Да, и најдобро е така, мислам, инцидентно кога е, верувам ќе си направиме убав муабет и да те запознаат нашите гледачи од една друга страна, поопуштена варијанта на Јордан. Интересно ми е тоа што прочитав за тебе дека имаш изјавено ти од секогаш си знаел дека ќе бидеш пејач, односно во средно си знаел веќе дека ќе бидеш пејач, не си размислувал за друга професија. Не во средно, уште многу порано, уште да речам во основно училиште, затоа што јас бев присутен на сите прослави, некои патронати празници, патрон празник, не знам, на училиштето, некои фестивали на аматери, секаде кај што имаше музика, таму бев јас, секаде учествував, иако тогаш, да речеме, беа тие емисиите, како ги вика, вашиот прв аплаус, вашите 5 минути. Имаше некои варијанти. Како дете не можев да се надпреварувам, затоа што не ги исполнував годините, но секогаш ми даваа да отпеам една песна и нормално јас бев тој кој што пееше само народно, убави стари македонски песни. Се чудеа дека толку мала веќе народна музика, обично тогаш сака забавно нешто, рок. Па имаше нешто во тоа дете кој што публиката. Се сеќавам на еден настап во Радовиш, беше летно време на отворено, на базен. И мислам дека беше емисијата вашите 5 минути или вашиот прв аплаус, сега не знам точно како беше. И ја пеам јас кога тргнат свето во тугина и мислам дека сега ја гледам сликата како може да имаше 500, 600, 700 гости седнати вака на маси и сите станаа додека пеев да видат кој е тоа дете таму што не се ни гледа, а ја пее кога тргнат свето. И покојни Драган Вучич тогаш ми даде една чоколада. Твојот прв хонорар. Знаеш дека Драган да дава добри хонорари. Добро, ама во тоа време се онака добро кога ќе добиеш и аплаузот вреди многу на тие години. Како не. Така да јас од секогаш знаев дека нешто ќе биде со мене во поглед на музиката. Работев активно на тоа, макотрпно и мислам дека со оглед на тоа од каде потекнувам, во каква држава живеам и колку сме ние како да речеме како пазар. Јас сум сепак задоволен од тоа што го постигнав. Знаеш дека сме многу слични со Јордан во тој дел. Он знае дека од дете знае дека ќе биде певач, така? И јас сум знае од дете дека ќе биде глумац. Само он бидна певач. Ти не бидна глумац. Разлика. Нема ништо разлика. За тебе сам мога да викав кој е онај малецко дете, пошто ти си још малецак, кој е онај малецак тамо што пробува да глуми? Нема га дете, некој збори од стомак, не га види дете. Рече дека потекнуваш од мало место, не знам колку е мало, сепак малку поголемо село. Подареш. Да. Тоа е во близина на Радовиш. Тоа е во близина на Радовиш, 8 км од Радовиш. На времето беше и општина. Значи не е село, општина беше. Сега сите напредуваат напред, подареш назад, се могу да има статус. Пушти еден чекор напред, па пак се врати, пак стана село. Абе да не се поалите. Да. Како вика тоа, граѓани на село Подареш, кога доаѓаат на митинзи, почитувани Сега ќе граѓани на почнем село. да викам граѓани на село Подареш. Ми дојдеме овде да ви направиме автопут. Фала, имам автопут, не треба. Па после иде школа, нема, па деца нема, па ќе ви направиме и деца. Поред несвојствена кариера за наши услови би рекол. Потекнуваш од мало место, меѓутоа ти ден денеска живееш таму. Официјалната адреса ми е уште таму, да. Кога се гради кариера од овој тип, луѓето сакаат да се онаму каде што се збидувањата во центарот, овој што во Скопје. Ти се уште функционираш од таму. Тоа е една карактеристика на твојата кариера, а друга е тоа што комплетно ги работиш сам своите песни. И сега дознав дека не само што си автор на песните комплете, туку учествуваш подоцна и во креирањето на спотовите, од идеја до целосна реализација. Ретки се таквите луѓе, ја и не знам таков пример во Македонија. Па, благодарам, да, прилично ретки.
Па вака, јас имав среќа да почнав да патувам по големите држави, по големи градови широм светот од некаде мои 16 години. Цела Европа, па покасно Швајцарија, Австралија, Канада и така натаму. И сватив дека не е важно човек каде живее. Конкретно ја спомнав Швајцарија. Во Швајцарија, дали сте вие во Берн, во Цирих или во некое село таму кој што е прекрасно уредено, мирно, а поголемите луѓе и да речеме Бегаат од центар. бегаат од центарот и тоа не случајно бегаат. Кај нас обратно се мисли, како и се што се мисли обратно, така и по тоа прашање, затоа и сме и многу напред. И кога ќе каже некој од село, јас имам забележено дека некако така малку да не беше короната, немаше да се уверат дека селото па и не е толку лошо. Кога беше Затоа што се сви вратива у село. имаше една така за фраканција читав на интернет, од кога дојде короната сите си ги најдоа корените кај бабата и дедото. А стварно така беше, мене? Да. Така да селото на мене прво ме држи цврсто на земја, да не заборавам од кај сум, кој сум бил. Што мислиш дека е многу важно за успешна кариера, Апсолутно, претпоставам? апсолутно, бидејќи кариерата е на брза вода, некојаш и матна вода. И ако вие не сте добро центрирани, има нели ситуации, моменти каде што човек ќе заработи нешто малку и повеќе или како што вели народот, некои луди пари, на некоја прослава, свадба, турнеја и така натаму. Или ето умот ако не цврсто, ако не газиш. Готов си. Такви има многу примери. А на врвот се делува идеално. На убаво, врвот се делува идеално, меѓутоа тоа е сето идеално кога се финансиите присутни. А финансиите се тешко заработуваат, а многу лесно може да ги снема. И новите другари веднаш ќе ги снема. И новите другари одмah Финансиите. веднаш ќе ги снема, да. Право пропорционално. Да, така да јас некако тоа држење до моите корени го некако многу го чувам таа вода, тој извор да биде прилично, таа вода да биде прилично бистра, бидејќи тоа мене ми дава и инспирација во целата работа, да се повлечам од целата таа гужва, од медиуми, од не знам скапи ресторани, од не знам на аеродроми, да се повлечам во себе и да извадам нешто. Те инспирира тоа како Апсолутно, автор. бидејќи вие како автор мора да дадете дел од вашата душа. Не може вие, затоа може би моите песни допреа до луѓето. Затоа се создаде една наздрави за љубов, една само тебе, јас те сакам и така. Песни кои што велат, знаеш, има некоја ретка емоција во твоите песни. Така да таа емоција не е случајна, таа е токму од тој мој бистар извор, каде што јас таму имам едно мое пијано дома во куќата, и тука на тој клавир, како што некогаш се компонирало, а не да бидам некаде на 10 или 15 спрат во Скопје, тука вие како ќе создадете песна? Гледате автобуси, вртат едно друго. Во таква гужва вие не може да создадете песна. Мислам, Нешто рап, ако можете. Не, у 10 навечер кај чука комшо. Комшо, ај намали ga малку ако сака се ти сајдер спија деца. Да. Така да мислам дека таа средина каде што сум присутен многу допринесува за тоа да биде Јордан Митев денес што е. Браво. Значи носи предност За мене и како. Види, Македонија е многу мала. Значи, еве мојата сопруга, како што знаете, е од Австралија, во Мелбурн, каде и да отидете, колку е далеко, е близко, е 45 минути. Знаеш. А ние сме во Радовиш за Скопје за 1 сат по новиот пат. Да. Така да Македонија е многу мала. Нема разлика помеѓу село и град. Мислам, тоа е само ние си знаеме во разлика. главите само. Да, иначе нема разлика, ние сме 2 милиона народ. Се сеќавам на едно мое патување во Турција и едно човече ме прашува, вика, колку народ е вашата земја? И јас му викам 2 милиона. И он на мене вика, зафракаваш ли ме? Замислите на Турција која што е преку 80. За главен град зборуваме или за цела држава? Така да повеќе имаме некои комплекси, знаеш, тоа град. Добро, село, може би оно. што се уште разговараме за некој асфалтирање на улици во некои Да, делови да. и патишта, Да. може би тоа малку натежнувало, а во принцип сега ајде да кажеме подобро е отколку порано, горе долу врските се воспоставени, така да се е близко. Како ВЦ, нели, ни едно ВЦ не е многу далеко ако појдеш на време. Така и Кај овој. сме куде тие инфраструктура и путишта, што кажа. Ти знаеш ли у Македонија кој авто можеш да го возиш 120 км на сат по лош пут?
Кој е авто? Службено, бе, бата. Да, по наши путишта само Само службено. службено. Па не си валјда толку душман на самога себе, па да возиш свој Има авто логика, толку има брзо. логика. Има логика, много. Многу брзо ќе ги искрш. Добро, тоа носи предност. А тоа што не си во Скопје, што не си онаму кај што се случува се во поглед на организацијата, во поглед на контактите со луѓе, добро, сега телефонски се решава све. Покрај короната и тоа научивме дека може све телефонски да се реши. Се е многу близко. И слика, видео, да, се, Вибер, се. ова, на све можеш. Најважно е човек да има квалитет, да има квалитетен продукт, конкретно кога зборуваме за музика, да има квалитетна песна, да има сами квалитети самиот човек. Тој што нема квалитет, Врски може- не помагаат во ова. па може ќе му помогнат за нешто, Моментално. знаеш, моментално нешто така, не знам, да заврши нешто, меѓутоа не може да дојде тоа долгорочно. Знаеш. Ако вие имате добар продукт, добар квалитет, ако имате квалитетна емисија, таа ќе си го најде својот пат. Спотовите ги споменавме. Прав рекордер си, колку видов, преку 30 Преку спота. 30, да. Браво. И сите во твоја режија, твоја идеја. апсолутно, апсолутно. Па луѓе, ако сакате, значи да бидете комплетни автори, да снимате спотови, најдете некој корен на село, таму Да, е па може подобро. ќе се фати. Да, не мора сите во Скопје. У Скопје не е све. Еве, например, немаат ова у Скопје. Еве да видиме едно видео дека нема све у Скопје. Коки, ово само може да се деси у некои локални места како што е наш или каде што живи Јордан. Браво! Нема пони езеро. Гледа Мислиш дека колку у Скопје нема толку голема вода? Кај ќе ги дојде таму на 3-4 места, они ќе се подају како глусци. па Нема, што те нема. те? Знаеш дека научно е докажано дека има повише авиони под воду него што има подморнице на небо. Тачно Тоа е научно тачно, докажано. да. 100%. Јордан, кажи ми, со кого би снимил дует? Имаш ли снимано дует? Имам, како не. Имам, Со кого се? имам 3 дуета, мислам, снимано, да. Едниот е со Анета Мицевска, тоест сега е Љумаковска, пардон, се извинувам. Молика, група. Молика, така, да. Не та прочуја. Другиот дует беше со една позната пејачка од Бугарија, на македонски песни, Румјана Попова. Така да имам работено дуети. Дуетите се малку специфични, затоа што таа песна се снима и потоа е многу тешко да На настапи. на настапи тоа да се знаете. Некогаш ги повикуваат како Да, гости да. на концерти. Да. Но би снимал, еве сега, една моја песна беше препеана во Босна од Халид Муслимовиќ, една Тоа моја сега песна. да прашам, со балканска некоја звезда дали би имал... Да, има некои иницијативи, меѓутоа биде кај мене е малку да речеме, можеби проблем, затоа што јас се држам до македонскиот јазик во моите песни. Сакав да направам македонски бренд, затоа што сите ние некако лесно се префрламе нели према Белград, бидејќи тамошната музичка машинерија е многу голема и многу силна. Но јас сакав од овде да направам на македонски јазик хитови кои што ќе се пеат дури таму. И то до некаде веќе почнува да излегува на површина, пример една Наздраве за љубов, наздраве за среќа е одлично прифатено знаат таму. така? Да, Голем, ја знаат. браво. Иако они дават иницијатива да тоа се препее и на еден од балканските јазици, но јас упорно стојам да тоа остане на наш јазик, бидејќи хитови не се прават секој ден, тоа се ретки песни, например, земете сега македонско девојче, таа е таа песна која што цел свет ја знае. Со Или децени. Јовано Јованке, или знаете, тие се многу ретки песни кои што ретко се раѓаат и не туку така се расфрлаат. Поготово ние како уметници, зборувам за вистински уметници, не за шарлатанти кои што сакаат само некако да се сликаат и да заработат некоја паричка. Вистинските уметници имаат и морална обврска да остават нешто во својата Белег, општество. белег да остави. Апсолутно. Јас и така функционирам и така се однесувам кон мојата работа. Од тоа што ќе го создадам 5% да остане како еден белег за мене, јас ќе бидам среќен. Јас мислам дека ти слободно можеш да испееш нешто и на српски, босански, како, нели? Апсолутно, Затоа што тоа може имаш да- оставено многу за себе на македонски, Да. така да не верувам дека некој може да ти замери. Во тој дел имаш работено многу и Имам на промоција на македонската народна музика. Да, имам доста, да. Па не случајно еве ќе го земам за пример, најавтентичен пример е Тоше. Тоше мораше да ги препее песните не само на српски, него на хрватски, на Хрватски, босански, да. на словенски. Пример се случува често кога патувам кон Европа со кола.
секое поминување на таа поранешна Југославија, значи во секоја земја, во тие неколку часа додека возиме, секаде можам да го слушам Тоше на радијата. На нивниот јазик. Да, во Лјубљана го слушам на словенски јазик. Да. Така да човекот ги препеа сите негови песни на сите јазици се со цел да може да допрат до повеќе... Да ја расшири пазар? Да. Затоа и ете направив една отстапка сега, да по барање на Халид Муслимовиќ, ми побара една песна, века ја следам твојата кариера, сакам да ја препеам ајде сите на нозе. Се мисле доста време, може би повеќе од еден месец, но на крајот одлучив, реков ајде да пробам. Ова го немам пробано, да видам како тоа ќе се Зошто одрази. не? Мал пазар сме, вака ако расширите малку по примерот на Тоше и тој успеа да се етаблира, меѓутоа јас мислам дека тука повторно се отвара можност да се шири македонската музика. Кога ќе гостувате на нивните медиуми, секако можете да се испеете и македонска песна и пак правиме промоција на државата. Да, апсолутно. Апсолутно. Добар пат е Се тоа, не е надевам лошо. дека некако ќе се наместат работите да ете малку ги поместам границите. Ти посакувам успех во таа насока. Пред крај на овој прв дел сакам да погодите колку нешто имаме едну слику, може и Јордан, може и ти. Да ми кажете што мислите овај жена е очигледно и ако не му се гледа лице, од куде е? Па не знам, ово е од некој најзагаден општина у Македонија, не у Куманово. Што мислиш, Јордан, од кај? Например, од куде е? Да не видиш што држи у руки. Ова да не поскориш, бе. Не, одма ќе погодиш. Не видите кромите у руке, бе. Кромитче ли у руке, бе? Кромит, бе, Ај, кромит. ај, ај. Од драчева, бе. Драчевска снашка. А кад, пример, не дај Боже, ако умре све крваво, така ќе го извади заштито одма, да може да заплаче, Да, нели може да за све крваво. заплаче, така е, да се види дека плаче по све крв. Да. Пошто збориме за мали места, еве Драчево. Ако е залепено до големо место, ипак вал се Да. сак по овие нови цене што се вива за авиони, боле да имаш девојка од Венеција, него од Драчево, поевтино кошта да отидеш до... Да, има некои ефтини карти птер. Имаме сега. Да, точно. Тука правиме мала пауза, па се враќаме Ќе направиме, во вториот дел Добро. и со уште муабет со нашиот гостин вечерва Јордан Митев. Останете со нас. Врца. Опис на карактерно-физичко особину на поединца. Као врца да ти било особа своевојно заостаната у развој. Ма немој своевојно у развој. У кој развој, бе? У свак поглед у развој. Ментален, физички. Мислиш по жицу оди, а он с главу бандеру удара. Кажуе фин тебе од време на цара Самуила. Закржљавеа у раз, затоа што ga мрзи да оди, а не да потрчи и биде физички активен. У сваку екипу е 13 прасеве. Тешка врца. Врца е исто дел од јуже, канап, кој сакаш да го употреби за нешто, ама не можеш. Или зашто е многу кратко, или затоа што е многу слабо. Сви имамо по подруми по некој врцу и го чувамо, ете, да се најде. Ке подстегнеш нешто, ке закачиш нешто. Нека има. Исто тако имамо и по некоју врцу и у фамилију, па го чувамо, ама тој од зор и од немај куде, а не дека ке биде корисан и ке се најде за нешто. Само заплюкај се у пазухе и бегај подалеку од врцу. Ставре, како те гледам, ти добро се држиш за твои години. Држу се во стојко. Сак сам се малце скужљавao кој дека ладно апе још ове слънце, иначе ја имам рецепт за здрав и дугачок живот. Охо. Он има рецепт, па ти не си доктор, бе, Ставре, бе, ти си овчар. Овце чуваш, стоку чуваш. И кој ти е тој рецепт? Што не е јасно, ти сам викаш, овце чувам. Па по поле сам цел ден, значи како прво, нон-стоп работу на отворено. Што мора да знаеш, а и да признаеш дека е многу здраво за еднога човека, нели? Види. И како второ, и најважно, веројатно ја, у последни 40 години, размислија сам убаво и више, не иду ја по стоку. Стока иде ја куде му кажу, Вам ти глава,
Ти убрливо ти. Ова нова ми е, затоа не слуша, ке научи. Како па да не? Ја кога ти кажу, ја, види, бам ти главам, а? Видиш ли? И она ке научи тако исто, Много поганци, глусци покрај тие твои овце по цел двор, идем натамнам, у куќу ти се мов. Много ме брига, ја ќе ги мислу. Па имам ремончара, он нека ги дави тамо, тој му работа. Ја бре, откуде ја знаеш дека е мачор? Ти. А не е мачка. А бре, ништо не разбираш. Па вига бре, да го дам, гледај дека бркови има. Море бе стој кој ти си ми разбираат мачки, ништо не разбираш. Па како не разбирам од мачке, бре? Разбирам се од мачке, него и они почнаа мустаке да пушта. Бркови. Па ја, бре, дома имам 3 мачиња, бре. 2 су различни, едно е исто. Да не опам. А бре, без тој, не знам, ја тебе не те сваќам у последно време, те си некако наопако биднае, задигне си. Многу ме боли грб кај ќе стану са бајле, бе, ставри. Па ти стануј попладне, зашто се бе? Абе, са бајле има људи кај ќе стане, бе, орни расположени, бе, и за работу, весели кафе си пиев. Ја, кај ќе се разбуду како стар телевизор на лампе, пола сат, ни тон, ни слика. И, да ти кажу, измеша, бе, дан и ноќ, окапан сам многу. Ти окапан, што бре да не работиш ноќе? Од што окапан? Па еве, неделја дана како беру лук и кромит цел ноќ. Па зашто ноќе бре ба се стојко? Па бери ga лук и кромит дење. Па не може да га беру мој лук и кромит. А добро, не се мешам у тој голем си ти, не знам, ти како сакаш. Него гледам те цело време, како доаѓаш кој мене стварно окапа овој палто. Не ли бре имаше ти едно црно палто? Имаше и још си га имам тој црно палто ја. Па ако го имаш, да ми ga дадеш ако можеш бе се стојко. Да ga дадеш, течо бре умре, не ти кажа забрави. О, Бог да га прости, не сам чуе. Не беше баш Ке ти га добро. даду? Ама Бог да ga прости, ај. А кај ќе ми га вратиш тај палто? Да ти ga врату. Бре, не за мене, за течо е. Викам ти за нигде си бидна. Кој се станамо кој е Драчево, кад отишле девојке од Драчево у кафиќ да наручи за пиење и прашува го што ќе пие, вика мартини, вика со шикер или без шикер? Па вика што, ајде нека биде средно. Ајде нека биде Нека средно. биде, што има. Спомна за твојата музичка образованието музичко, меѓу другите Драган Даутовски бил твој професор. Да, бе еден од професорите, да. Да. Предност ли е тоа? Како е да работиш со една таква легенда, односно да учиш од него? не? Нема ли трема? Не, апсолутно. Ја мислам дека не, нели? Он е професор, он ти го предава свое знање. Апсолутно, и ти- да, Драган е, мислам, музичар од светска класа, за наша среќа македонец, и човекот има оставено вонсервиска музика, така да прво да се разговара со такви личности. Не треба да разговарате за музика. Општо за се е За животот. за животот и ќе ве научат, а камоли па за музика. Така да јас имав среќа, освен од него, значи да учам од нашите најистакнати професори овде во Македонија, ми кој е професор од Живо Инглишич, да речеме, кај него магистрирав. Да, тоа како се вика Оркестрација. Оркестрација, да. Значи магистар на науки. Така сум по звање, да речеме. По Да, иако звање тоа и- ретко- Пејачки наука, па наука е Да, тоа. бе, да, не па е- наука, да. Па што не поје ако не е наука? Ти би остана још основно ако треба да поеш. Тоа го завршив уште пред 10 години, и повеќе има, можеби 15. Така да завршив се во најнормално време, без некои изоставување на годините. Свириш неколку инструменти? Свирам неколку инструменти, вклучувајќи ги народните инструменти, прочем кај Даутовски ги изучував македонските народни инструменти. Ти видов кавал свириш, да? Да. Кавал без проблем. И имавме една дилема со Коки, како беше кавал и шупелка, исто ли е тоа или не е? Шупелка, како се вика? Не, тие Шупелка. кавалот и шупелката се различни. Различни се, Да, значи, добро, да, ја не сум толку, не знам.
Да си Не прашам, само што се различни од дужину, Драгане. дужину Него и колку? музички се различни. Ти па мислиш дека ја толку пато за дужина имам комплекс, Па не, немој да не, мислиш само да дека ти ја кажам не дека- знам како изгледа шупељка. Кавал сам видеа шупељку, не сам видеа. Па погледни се огледало. Тоа сака да кажам шупелката има друго значење. Са што да ти кажу, не знае како изгледа. Зато ли се вика шупељка? Па за тој се Од вика. што дрво се прави? Како вика, шупељка, вика, од свако дрво не се прави шупељка. Така ли? Да. Значи мора да има квалитетно дрво, Драгане, Кај нас да биде вика, шупељка. секој дрво свирка не свире. Тако е. А чекај, шупељка онда квалитетно ли или не? Зашто вика седи шупељко едно? Е, па добро сак. А? Јас сум се мислеа од значи, лошо дрво се прави А не шупељка. можеш на шупељку да го изведеш оној музику кој би могаја да го изведеш с кавал, затоа што е по широку Да, поограничен, поограничен поограничена е инструмент. шупељка, затоа го вика шупељка. Значи шупељка е ограничена како тебе за Добро, да знам. Како бе Јордан Митев во друштво? Знаеш ли да направиш атмосфера? Вици ви кажуваш ли? Па некако станав прилично доста сериозен. Што тоа некогаш сам си го наоѓам како мана. Тоа како механизам за одбрана нешто, да кажеме кога си... Па види, сами да рековте дека да се изгради тоа што го направив, сам тоа бараше така можеби преголема посветеност, дури да се создаде и механизам за одбрана и некако после тоа со толку години работа ви станува како навик. Иако некојаш човек сака, секој човек сака да се опушти. Да, И јас се друштво куде што се не би смеев луѓе И јас куде се што се опуштам, шали. но така некако самата карактерна црта веќе ми стана малку по така Ти повлечен. викаме почесто на гости да ни Да, доаѓаш. треба да ме викат да малку да ме ги разлабавите штрафовите. Да се наштимаме масе. Да. Затоа што Инаку гледам дека сакам- вака сакаш убава атмосфера, Сакам сакаш шега. сакам убави луѓе, сакам искрени луѓе, знаеш? Пошто јас сум сретал луѓе кои што така сакат да се зафракаваат, но имаат некоја друга намера. И тоа ми смета. И тука се уклучува Одма гард. Тој одбран Дигни мој гард, механизам. Одма сериозноста е вклучена моментално тука. А тие луѓе кои што прават така од срце шега, Така е. кои што се природни такви, ги сакам и сакам да идам во нив. Зашто бидејќи им даваат позитивна енергија, јас ги сакам позитивните луѓе. Знаеш по што примети Јордан дека сме искрени? По тоа што ти ми кажа да се погледну огледало, што те не сум видеа. Па одма виде дека По јас сум искрен и ти викаш да, Да, прифаќаш искрено да. га кажа од срце, фала ти многу. Кажи ми иначе запослен негде вработен? Не. Не, Ти си музичар. Не, значи државно не сум работен, јас сум посветен само на Приватни мојата кариера. подузетник. Да, сам свој газда, како викате. Да, сам свој да. Значи не ти вика никој кад треба да станеш, ни кад треба да легнеш. Не, Кад не. треба да појдеш на работу, Да, кад треба да се сам си вратиш. задавам задачи, Да. сам ги сносам и добрите и лошите работи од моите задачи. Да. Е па тоа е. Још едно слично си имамо ја и Јордан. Кажа дека домаc чува у куќу пијано, така ли? Да. И ја покрај себе чувам пијано. Моje е старо пијано само. Постаро, не знам твое, кое годиште ја. Ама бе. добро, Пијано, наштимано па не е. пијано. Наштимано. Да видиме малце слике, односно фотографии од Јордана. Ово е... Ова е многу одамна. Хармоника исто свириш? Да. Ова е дури некаде 2009, тука некаде 2008, 2010, тука некаде тие години. Снимав еден албум акустично, со така обработка на наши стари македонски песни. Ами и Баш уште еден инструмент носиш, така? Тоа е кавал и тоа е гајдарка, гајда. А, гај. Дел од гајда. Да, дел од гај. И на гај да свириш. Да свирам и на гајда. Кој знае, можеш и Па, кој сам знае, да си знае, направиш, па, дудуче си направиш од овој тој. И Кој сетиш знае, едно знаеш. Ти свириш на нешто? На уста, ама како ги извади зуби без тачки, он тешко свира и на уста, ти кажеш. Ја може, ја од такво сега свиру кога Да, ги ти менјаш. шушкаш, не свириш ти. Не бе, не шушкам, него баш свиру. Еве кога ќе кажу штип, баш онак свирно. Штип. Баш таман и фаќам добра интонација. Ајде следеќа слика. Ајде да видам што имате. Ова е Ово е снимање на спот, да Ова е погledam. снимање на спот, да. 100%. За песната Полета е песна моја. Ова е во околината на Македонски Брод.
Интересно место, гледам него. Високо е некаде, претпоставувам да. Да. Како те спушта со хеликоптер или се качуваше? Треба и кондиција да се снимаат спотови, не е? Не, тоа- 2 дена се качи, еден да снима спот. Да се качиш горе, брат. Може и за Значи, 15 додека не минути иде да ни снимаш. мотор, ни авто, ништо не иде. Док се качиш, забравиш која песма беше, чекај да проверу за кој песма снима смо спот. Ама и цела екипа горе и тие организацијски треба овој да се истработи. Како не. Во ова време имаше дронови, со дрон снимавте или? Ние таму снимаме со кран. И кран носите. Кран да Кран, носите, кран и тоа ајде. голем кран. Тука делот има после ова се снимаше во една сцена во пештерата Пешна. Знаете, тоа е многу Познато специфична. место? Да, позната наша пештера, која што мислам дека е една од најуникатните во светот, има такви 2-3 така нешто. Аха. Така да таму носевме агрегати, осветлување, па што се не, голем кран 15 метри, значи На вистина си посветен кога ги работите спотовите. Значи сакаш од идејата до комплетна Да, реализација ти се До- оствари се без разлика што бара тоа, тоа не е мала работа на тие височини да носиш таква опрема. Па уживам без во тоа, ме прави среќен. Јас кога ќе создадам некоја песна и кога излегувам од студио и кога ја пуштам, јас сум 24 сати под константен адреналин, додека да ја изгустирам песната до максимум и да ги најдам сите можни забелешки кои што можеби само јас ги слушам. Па се враќам во студио, пак една проверка, тоа е истото и за видеото. Значи, се снима што се снима, потоа седнувам на монтажа, од поставување на првиот кадар, па се до последниот, до фрейм, до сето тоа, значи тоа сето поминува Мора да биде идеално. преку моето око. Идеја, па режија, па монтажа, режија, да, све, да, браво. све. Кај е ова ми беше многу интересно. Ова е во Австралија. И Мерли Монро. Да. Нели беше од Тоа Америка? беше во некој парк, во некој таму, како се вика тоа. Преселила се у Австралија. О, па жарко не кажи. Још е жива, види. А камо го на вентилаторче да вентилатор, сега нема. Нели ga имаше тај ефект? Исклучено беше у тај момент. Значи во Австралија патуваш, ова е- многу ова е во настапуваш. Австралија, да. Како реагираат на твоите песни, пошто најчесто се нели на македонски ги изведуваш песните таму, да кажеме, во Швајцарија има од цел Балкан луѓе. Како реагираат другите? Сплотени се таму, македонци, срби, албанци живеат, очигледно живеат како што треба. Таму закони има и не може да се мрда многу, така да сложни се. Не, па добро, генерално на прославите каде што јас настапувам на концертите, генерално јас имам македонска публика затоа што пеам македонска песна. Нормално има и клубови и ресторани каде што има публика од цел Балкан, но таму каде што сум јас присутен, генерално се да не речам Најчесто 100% македонци, да. Да. Има многу организации ширум целиот свет, конкретно во Австралија има многу организации, јас сум бил таму преку Колку? 13-15 пати може во Австралија. Цела Австралија сум ја вртел многу пати, сум бил присутен во сите сали, кај сите, да речеме, македонски заедници. Може да се каже скоро секоја година, помалку, така или на 2 години. Па, порано одев секоја година, но како поминуваа годините, почувствував дека треба да правам преку една година, па преку 2 години, еве сега почна веќе преку 3 години. Да не Знаеш се ли зашто е публиката. тој, Драган? Е, па да вие си го женува да Австралија, дека здорли му е сега да иде толку Австралија. Не е проблем никакав, не. Пола да су патриоти како njega, сви ќе ги вратиме од странство. Сви ќе ги вратиме од странство, така? Па, стварно. Да. Една молба имам. Твојата најпрочуена песна, Која? таа е, што си ја пеев цело време. Да. Наздрави за ѓу. Наздрави. Да. Цело време ја пеев пред да почнеме, пред тебе не смеам. Вака сега да ти кажам искрено, ова беше тајна. Коки ми кажа во доверба дека ти е голем фан. Сега знаеш што сакам да изведам? Они да купеи. Да. Ти ако можеш само рефренот, Јас го слушам дека пее и тоа убаво пее. ај да видам баш дека, односно да чујам. Може ли само рефренот Наздрави да... за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој невреден, ако не го живееш. Видели, Како а? оценка даш, добро? Одлично. Супер, браво. Петка, така. Јас Знаеш и што би јас сакаја да видам друг живот еве ако не сум певач, пошто не сум биднаја певач, нели, професионалец. Метеоролог.
Зашто? Најубава професија на свет метеоролог, браче. Ти можеш да Значи, предвидиш. скочиш на телевизор навечер у 7:15 и викаш, јутре е време идеално. Температура 29 степена. Слънце без ветар. Јутре кога ќе се раздани 12 степена, дуове 300, слънце нигде и нема, облаци куде сакаш, а плата иде. Ништо не си сработае како треба. Чекај, А нема ли плата казна иде. некој? Стварно промаши го време комплетно. Да, бе, Јутре промаш- 29 степена, ја у мајци искочил смрзну како куче. А овој го пасеме плата. И па вечер кога гледам тога истога за јутре, и замисли забрав. Забравиш и веруеш му дека јутре ќе биде убаво време, нели? Бога ми, ти како грешиш, баш можеш метеоролог да бидеш. Ти ништо нема да погодиш. Стварно. Не знам баш. Ја замолига Јордана за услугу, фала што ми го испуни желју музичко, фала што дозволи Коки да пое с тебе. Па и не сум толку лош, кажи, ја. Затоа ќе дадемо некој поклонче, сакаме да ги испочитуваме нашите гости од нашите пријатели Екстра Мейн, порачувана наша фирма Фала. за сувоместнати производи и бучен козјак, млечни производи, јогурт, сирење, кашкава од такви работи, Благодарам, да понесеш благодарам. во твоето место, ако немаат пробано да пробаат, Да. македонски Ги имаме убави тие производи производи. кај нас ги користиме, така да. Да, ги има таму. како Ги има во не. цела Македонија, супер, тоа ми е драго и И службено заверено од службеника. Да, молим те. ставете Ресторан мур. Етно село Тимчевски, ваучер 2000 денари. Јордан Митев. Одлично. Вие си у тај ресторан Етно село Сум бил Тимчевски? како не. Сме снимале неколку емисии, мислам дека беа многогодишни, но ќе ми биде драго сега да видам нивни гости. Да. Благодарам. повели. Кажи ми некои идни планови, доста разговаравме, само да чуеме што планираш во блиска иднина. Се оди како до сега или има некои изненадувања? Да, се оди како до сега. Во блиски иднина јас посакувам прво да сме сите здрави, бидејќи имаше еден период кој што навистина се движев пребрзо и дури заборавив на себе. И тоа некако ми се врати. И дојдов до тоа точка кај што сватив дека здравјето е најбитно. Значи сега си посакувам прво да сме здрави и живи сите, комплетно, фамилија, пријатели, роднини, сите што ме знаат и што не ме знаат, и што ме сакат и што не ме сакат. А другото, јас сум креативен човек. Значи, кај мене нон-стоп нешто се работи во главата. И кога спијам, нешто се случува. Оно што рече Коки, сликички Излегува, идеи, реди се, поминува. Да. И само што сега како одат годините, бидејќи кариерата ја почнав релативно млад, на 19 години, сега сум 38. Почнав работите да не ги, така да речеме, толку со забрзано темпо, него оставам малку да така поминува повеќе време додека некоја идеја создрае комплетно како што треба. Можеби тоа и до самите години, од самото искуство. Направив доста песни, како што видовте и многу видеа, така да немам потреба сега да се брзам, бидејќи маратонот од порано го истрачав прилично брзо. И сега искуството вели треба. Сега можам малку што викат кај нас волер да ја волер. пуштам колата. Значи не е службено авто, твое, немој да го тераш не. брзо. Аби се. Некогаш кога застанувам нели по бензински да ја полнам колата и јас обично ќе ја наполнам за да не застанувам таму вамо бидејќи често патувам. И нонстоп сум во кола. И обично викат да ти дадеме сметко потврда, знаеш, да викам, јас нема на кого да се правдам. нема кој да ми плати на мене, не ми треба сметко потврда. Види, не мора да значи тоа фирма, знаеш зашто нудат на мажите многу сметко потврда, се правдаат кај жените за тоа. Не треба само фискална не важи кај жените, за Не, тоа. мене ми мора- се интересува некогаш и така на бензински да ќе видам, нели, ќе земе една водичка, вака, 30 денари, и за неја Фискална. тера сметко потврда. И не ми е јасно викам луѓе, Да се правда, а? Фирмата не смее да трпи. А ако не се лажам, следната година правиш точно 20 години од кариерата, планираш нешто по тој повод јубилеја да го одбележиш? Да, планирам, сакам да направам еден голем концерт во Скопје. Сепак, настрана или од муавето што го правевме порано, Скопје е центар на нашата држава. Никој не го спори тоа. Апсолутно. И сакам да направам концерт таков каков што досега се нема случено во македонската фолк музика. Зборувам од секој аспект, и музички, и сценски, значи имам некои... Но порано зборуваме за поголема публика, поголема... Па, во една така поголема сала, Поголема сала. Да. Но сето тоа секако ќе зависи од тоа, нели, колку луѓе ќе ме поддржат, не толку финансиски, колку да ми помогнат во целата организација, знаете. Ми ќе ти помогнеме што Мене ми треба. треба луѓе кои што ќе ми помогнат за тоа што сепак да се организира еден концерт.
сериозен концерт, тоа бара многу работа. Не, ако го земеш сам на себе, ќе биде па исто службено авто га тераш. Не, па мора повеќе луѓе. Големо оптеретување ќе е, ако земеш обврску сам, све тој да го завршиш. Да. Ако ние можеме некој да помогнеме, да стоиме на располагање, а што велиш ќе биде нешто невидено досега, не се сомневам воопшто, бидејќи од она што го видов и ја следам кариерата и од тоа што го имам чуено, верувам дека, зашто знам кога ќе се нафатиш дека правиш нешто квалитетно, знам дека и ова ќе биде на високо ниво. Мора да биде. Се надевам ќе бидеме во публика да те гледам. Ќе ми биде драго. Пак ќе кажам, јас сакам професионални работи да се прават, да се тера работата на повисоко ниво. Впрочем, ние не треба да измислуваме топла вода, се е измислено на Балканот, само тоа треба да го пресликаме кај нас. Имаме професионалци, имаме кадар, но сето тој кадар треба да се собере на едно место и да се каже инструкции кој каде што треба да прави, за да сето тоа се направи да изгледа еден квалитетен продукт. Ти посакувам се што имаш замислено, заклучно со јубилејот да ти се оствари, ти благодарам што беше наш гост. Ми беше голема чест и задоволство, ви благодарам за убавата енергија и поздрав до сите гледачи. Да однесеш многу насмевки кај тебе дома во Подареш. Благодарам. Поздрав за нив, поздрав и за вас, ама останете со нас уште некои 10 минути. Нема људи. Душа, последно е синоќа, ја цел да не искачам, нигде не иду. Мисло дека сум заслужија ќе одмарам. Како ќе одмараш? Не ли идеш на гласање? Какво гласање? Па субота данаска, бе, душа. Данаска само инвалиди гласа. Па после оној синоќа, баш мислу дека и ти треба да гласаш данаска. Со медицина, сестри и доктори почнавме и ако некако е логично со сестри да свршиме, сепак не, ние со медицина и ќе завршиме. Кога мене класичната медицина не ми помага, веднаш се префрлам на алтернативната, а од неа признавам само да ме бакне и да ми помине. Мислам сепак на сестрата, нели, не на докторот, секако. И мислам на вас, исто така, секако и во секое време, а се до следниот викенд кога повторно се враќаме заедно со минералната вода Вицијана за убава и свежа мисла, млечните производи на бучен козјак, вкусните специјалитети на екстрамейн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До тогаш користете само алтернативна медицина и бакнувајте се да ви помине. Така можеби побргу ќе ви помине и работната недела. До следниот викенд. Чао! Што да ме правиме со како да му да из, да го манеме куќе. Иш бе. Там ти глава! Там ти глава! Ете виж Там ти глава! Там ти глава! Там ти глава! Виж како слуша! Ајде. Чиме! Ќе го протера у Скопје. Набавајте тој куќе. Па нас не кара. Набавајте тој куќе. И изгледа убаво, онака од глава до петици. Како бе? Петици там ли су? Врца е исто дел од јуже, канап, кој сакаш да го употребиш у бут. Сестрата беше прва лига. А телефон што звонеше, прва лига. Малко знаеш, какво да ти кажу, а и што да ти кажу? Малко сум заникнал, не сум много. Кај те боли? Море, кај не мој, не, ајде бе, све од почеток. Абе, ајде, не зафркав. Све од почеток. Што се ударам по стомак како сум се наje. После онија сарме одичера. Мисле дека сум заслужено.